Враќањето на учениците во училишните клупи придонесе за ширење на заразата со коронавирусот во образовните установи. Во средните и во основните училишта во Тетово има вкупно 12 ученици кои се позитивни на COVID-19, како и 10 просветни работници. Само едно цело оделение е во изолација и учениците следат онлайн настава. Според информациите што ги добиваме од страна на основните и средните училишта, иако училиштата имаат задолжение секојдневно онлайн преку линкот доставен од страна на Министерството за образование и наука да достават извештај колку ученици и колку наставници или професори се заразени со COVID-19. Според информацијата што го имаме од страна на сите основни и средни училишта, во основните училишта има заразени 8 ученици и 7 наставници, и во средните училишта имаме заразени 4 ученици и 3 професори. Според утврдените протоколи, кога има позитивен ученик или просветен работник, Центарот за јавно здравје според алгоритам одлучува кој освен него оди во изолација. Ако се појавува случај кога некој од учениците или од наставниот кадар излегува позитивен, значи според информациите и според алгоритмот како да постапува едно училиште, тие треба одма да реагираат и да побарат мислење од Центарот за јавно здравје, и тие после според тој алгоритам или формула како ги работат институциите што се надлежни за овие работи, гледат колку е ризичноста од тој случај и превземат такви мерки или им предложат на училиштето како да продолжи понатаму, дали ќе треба да се изолира целата паралелка или ќе треба да се изолира само детето што е заразен или тие деца што се блиску до него, но тоа е работа на Центарот за јавно здравје, зависи од ризичноста и така и одлучуваат тие. Инаку, според последните податоци на Институтот за јавно здравје, во Тетово и Тетовско има 392 активни случаи на COVID-19.